почеток на денот. Данче, повелете, седнете си. Да, добро утро прво до гледачите, добро утро до вас. Многу благодарам што вака убаво ни го започнавте ова утро. Одиме сега поред. Со еден збор сите, ансамбл Вања Лазарова. Добро ви утро. И сега поред одиме. Ленче, Данче, Станче, така? Тој дел не ми е тежок. За паметење и Митко и Мемет. Од името на гледачите ви благодарам што дојдовте, што вака весело ни го започнавте денот. Лично, мислам дека немаме потреба да разговараме, јас би продолжила со пење, ама ајде да кажеме некој збор, два, така? Ленче, ќе започнам со вас, бидејќи вие сте председателка на ансамблот. Па, некако две последни прашања се, ама треба веројатно воедно да ги поставиме. Тоа е како започна целата приказна и зошто ансамблот го носи името на нашиот дојен, нашата доајенка Вања Лазарова. Преплетени се тука причините и приказните. Ајде од таму ќе започнеме. Историјата е многу убава. Мојата тетка Вања, значи како голем хуманист, крводарител, беше член во клубот на пензионери, крводарители и активисти при Црвениот крст на Чаир. И после сите тие наши состаноци, ние се знаевме и дружби да само пееме, состаноци, да, состаноците беа начелно, па потоа доаѓаше дружбата со песна и соро. Дојде до идеја да формира, познавајќи и слушајќи на нас тамо што бевме членови, позитивци и распеани секогаш, дојде до идеја да формира пејачка група. Начелно бевме пејачка група. Се започнало со пејачка група. Од 8 жени. Хумани срца, така се викаше? Така се викаше, пошто бевме во склопот на Црвениот крст, го носевме името Хумани срца. Бидејќи голем беше интересот после нашите настапи за зачленување во таа група, прераснавме во ансамбл, каде што си имаме своја музика, членови, доста, па ние сме едно големо семејство, 40 и повеќе луѓе. Да. Скоро 50. Јас секогаш кажувам, господјата Есма имаше 47 деца, јас 50. Ленче, да кажам да ви се множат или доста е да кажам што? Доста е. Доста е. Таква е приказната и од тогаш ние работевме на почетокот со тетка Вања. Така јас ја викам затоа што ми беше како дел од семејството. Работевме со неа, потоа поради незините здравствени проблеми се заменивме, почна да продолжи да работи. Се повлече. Да, почна да работи со нас академски професор по солопење Васка Дуркалич и она од здравствени причини се повлече. Па работеше Милорад Илич, па Лазо Трпковски и сега сме оркестарот ние сега главен тука, они што ќе ни кажат, како ќе не научат, така. Јас верувам во нив, постигнуваме големи резултати, препознатливи сме веќе во Македонија, кај нас. Веќе сакам еден момент, кога веќе започнавме малку емотивно приказната. Вања Лазарова беше се уште жива кога вие одлучивте да го смените името, нели, од Хумани срца да станете ансамбл Вања Лазарова. Како реагираше таа? Беше презадоволна. Мислам, емоциите кај неа тогаш изреагира, онака како што доликува на еден човек со осети солзите. Она дури ни остави писмено одобрение. Посулче дека смеете да го користите незиното име. Да, со незин подпис, тука е подпишан и незиниот син. Така да ние мораме да го оправдаме тоа име, сепак носиме на доајен на македонската песна. Вие сте незини музички наследници. Така е. И ќе продолжиме, јас велам за мене, додека ме држат нозете и паметот, мислам дека нема да се откажам од ова пење, од овој наш ансамбл. И се радувам што интересот е голем и секој сака да биде кај нас како член. Тој момент ме интересира, се ширите очигледно. Сите овие 50-тина членови што сте, имате некој претходно музичко искуство или може буквално некој почетник само со желба да дојде кај вас? И да е почетник, значи треба да има осет за пење и слух за музика. Не може туку така да, како да кажам, да е лаик тотален, па да се уклучи во... Прво не може ни тоналитет, нити па да ја фати песната како што треба. Сепак треба да има некое познавање музичко или да знае да пее.
Колку често се сретнувате, работно се дружите, еве така да речеме? Работно Си имале посебни ритуали, се започнувале прво со вежби, говорни, така колку што разбрав? Така. Нашите проби се одржуваат 2 пати во неделата. Тоа се вторник и петок, по 2 часа. Распејувањето е пред се, а како што ни тргна годината, секоја проба си имаме некој си роден ден или нешто слава, па ние си го почнуваме со прослава малку, со песна, со частење. Битно си има повод. Да. Многу ни се убави дружбите, стварно е, како да кажам, една релаксација, една таблета за нашето убаво здравје, расположение. Дали е ова, со оглед на тоа што ова вашата ангажман не е од комерцијален карактер, така вие не заработите да профитирате, како своевидна антистрес терапија ви доаѓа ова, но воедно се што правите има хуманитарен карактер. Основното мото Исто на тоа ја рани ансамблот, душата, нели, помагањето. Основното мото на ансамблот е значи хуманиот дел. Јас почнав да кажувам за дека ние сме произлезени од клубот на пензионери активисти крводарители, од Црвениот крст, така е настанат и ансамблот. Од таму произлегува и ние хуманоста, значи ние е основната цел. Ние имаме многу, се што правиме, значи е од хуман карактер. За Великден правиме хуманитарен хепенинг во црквата Свети Ѓорѓе во Чаир. Нашите жени, морам да ги пофалам, се многу вредни и умешни, прават месат солено благо и мажите се уклучени. Да не ги забораваме, и они се активни, и они се Тие јадат, така вие го таките? Не. Имаме еден член што е задолжен за да ги фарба јајцата за продажба. Да. Они ако не можат, нивните сопруги прават. Месат пити, благо, солено, да. Можат, сите Добро, можат, да. знаете што ние таму одиме, знаете, и тоа нешто што сакаме да, од рано сме пред црква, ќе земеме еден производ, си го плаќаме, значи, и да нашите средства од сите членови хуманитарно ги даваме и ќе си го поделиме меѓу нас за да пробаме нешто што ќе ни фати оком. А сите производи се убави, така да многу хумани акции. Нашите концерти се сите хумани, од хуман карактер. Но, освен што имате многу настапи, имате и многу награди и признанија. Да. Што ќе им правите на сите нив? За жал немаме таква просторија, многу ми е жал што немаме простор за да ги изложиме сите тие наши плакети, награди, затоа што Вања Лазарова не е само со настапи во градот, во Македонија, туку и надвор од неа. Ние сме пропатувале доста, сме ја представиле македонската песна во многу држави. Србија, Турција, во Турција имаме преубави успомени, останати убави случувања, настапи прекрасни со нашите македонци од Горно Врановци, кои што живеат во Измир. Тоа се за паметење. Потоа имаме Италија, Франција, Шпанија, Литванија, Латвија, Балтикот, Полска, Чешка, може би некој ќе ја заборам, затоа што имаме толку многу настапи, толку многу убави размени на култура, на песна. Ја кажа Шпанија на неколку пати. Ако си повтори. Да, Шпанија на многу фестивали. Така да млади сме на уште многу места ќе одиме. И се радуваме да ви кажам затоа што ние таму на тие дружења што ги имаме надвор во тие држави имате една убава традиција каде што на крај дружењето се пеат и се играат ора од сите држави учесници на тие фестивали. И многу е убаво кој ќе ве кренат да играте нешто на некоја полска некоја игра или некоја адите обичаи тамо нивни, така да на тој начин си ги разменуваме нашите култури, нашите традиции, освен песната. Преубаво. Да прашам, Данче, вие кога и како влеговте во цела ова убава приказна? Да. Јас да ви кажам, 9 години бев член на пензионерската група во Пекчево. Јас сум од Пекчево, таму сум родена. И од кога починаа моите родители, реков и така одев и ме поканија. Данче, ајде дојди со нас и јас стално патував од Скопје до Пекчево. Одев, да. Два пати неделно? Не. Пред да настапиме, одевме повеќе во Бугарија. Кога требаат пробите главни? Кога треба пробите, пошто јас си ги знаев песните, не требаше стално да одам. И така да 9 години бев таму. Меѓутоа, почнаа више
не и годините, јас се уште осеќам млада, да се разбереме, Секако. никако стара. И реков, да, јас, Аленче, уште не се ја запозна во Шпанија кога одевме. Затоа И си ја она- спомнува Шпанија. Да, затоа. И тогаш ми рече, дојди бе ти кај нас да пееш во Вања Лазарова. Ја викам, Ленче, ја пеам кај моите у Пехчево, ај ќе видам понатака. И тогаш решив. Видите се, зависи каков трансфер било тоа. Јас нели? многу се израдував. Бев Она на беше гости во- во Севилја да, кај да, во мојата Севилја керка беше. Ивана и добивам порака дали да примиме еден нов член, многу убаво пее. Се вика Данче и така натака, јас само праќам поздрав и викам многу да ја поздравите, добре дојдена и кога ќе се вратам од Севилја сакам со песна да ме причека. И така беше. И ме причека со една огромна торта. Да. Добре ни дојде Ленче и со песната како Зашто што питаш порачав. колку ми е лета? Да. Баш наша песна. Ако е српска, меѓутоа песната нели нема граници. И така да дојдов овде и многу сум задоволна. Стварно. Јас едва чекам вторници да дојдат и петок, да идам, да се расположам. Не сакам рекла казала. Сакам едноставно да се опуштам, да си испеам И да ги и да си расположите и идам другите, дома. да. И така да нема многу време сега ни за децата. Не кажувајте. Слушаат. Нека слушаат. Знаат они, знаат они. Ленче, знаат. не можеме за Да. целиот ансамбл зборуваме, Да. рековме скоро Да, 50 да, на да, луѓе, да. а и уште за ови кои што ни се овде со нас ова утро збор 2 да кажеме. Само да кажам уште една реченица за Данче. Секогаш ќе каже, леле, многу настапи, многу ангажмани, леле, душата ни излезе, ама не се даваме. Не се даваме. И не Никако се давање, даваме. да. Никако. Стварно, премногу сме ангажирани. Станче кога влета и како Станче- влета во оваа приказна? Станче, колку години се сега? 5 Трета. години Ние е. со неа заедно, да. 5 години е Станче. Да. Па ние бевме препознатели во градот и секој скоро сакаше да има желба да дојде да биде дел од нашиот оркестар. Митко, колку години си Митко? 2 години. Пред короната си, немој сега 3 години да ни кратиш. Ленче без кав ги ве молам. Не, знаете што таа корона многу ни ги поремети математиките. Да, знам, да. Мемет е прилично нов. Го прескокнуваме тој дел, така. Да. Мемете многу- најновиот, еден од најновите членови. Да. Аха. Еден од последните тој И вака од страна А, вие гледано, како ви се чини целава работа? Да ви кажам, јас дојдов еднаш на покана од Митко да помогнам на еден концерт. Да. Така, мене прекрасно ме примија сите пријатели, другари веќе. Значи, заразна е дружбата, значи, да. Да, и од чувството кое јас го имав према нив, они према мене, си реков, па ја ќе останем тука, убаво ми е со нив. Одлично. Има некоја магија во нашиот ансамбл, кој што ќе стапне кај нас, веќе тешко да се врати. Останува кај нас во ансамблот. Не знам што е таа магија, што ги дали е таа склопот на составот на луѓето, не знам што ги привлекува толку, најверојатно е тоа дружбата, слогата, затоа идеме и напред. Што и да е, веројатно си има своја мистерија таа магија, така што Така. не мора да ја откриеме, важно да постои. Морам да ги Ленче, поздравам, затоа што доаѓаат на секоја проба спремни, они Редовни се, немаат се, неоправдани. Што е а тоа се запишува. Оста со присуство се запишува. А кој ги оправдува тие неоправданите? Има Председателката ќе одлучи. а? Знаете Добро. што? Они 2 часа пред да дојдат на проба, они веќе дома вежбат и доаѓаат спремни. Тоа многу значи за нас, што оркестарот е спремен Па и ние професионално е тоа, професионално. Да го поздравиме, да ги поздравиме сите членови на ансамблот Вања Лазаров, да не ни се наљутат и да им посакаме убав ден, Да. да не следат и да запеат со нас. Да, имаме уште една нумера за нашите гледачи, но да не го забравиме главниот повод, а тоа е хуманитарниот концерт што треба да го најавиме. Да, на 23.11 во домот на РМ го правиме хуманитарниот концерт на кој што ќе бидат поканети хорови и пеачки групи од градот Скопје, од Македонија, имаме гости од Србија. Секоја година на сите концерти имаме добра соработка со 3 града од Србија, тоа се Ниш, Лесковац и Врњачка бања. Да, и програмата ни е многу добра.
не сакаме се да откриваме се, значи ќе имаме гости треба да од дојдат да видат естрадата, точно каква ќе. Мене ме Имаме- интересира средствата каде ќе бидат наменети. Средствата ние ги префрламе на сметката на Црвениот крст, пошто е долга листата на А тие после корисници. одлучуваат каде е Црвениот крст најпотребно. си организира, си одлучува каде ќе ги распореди средствата од сите наши хуманитарни активности. Така да они знаат. Многу ви благодарам уште еднаш на сите. Јас за жал немам никаков музички талент, инаку би ви се придружила да ви кажам во Јас вашиот мислам дека ансамбл. би можела. Некој рап можеме да израпуваме ако треба. Ленче, што ќе слушаме за самиот крај? За самиот крај, која сакате? Ајде. Да, новата. Ајде да запееме Ајде, одиме со новата. Е така. Ајде, стан. Оте мислевме дека 3, ова ни е најнова. Со најновата Најновата песна што ја најнова. работевме, затоа викаме новата. А многу си ја сакаме. Запей песна, молимо ме, да се чуе